Сакаме да погледнеме како всушност изгледа забранета зона за воздушни летови за либиските копнени трупи. Големото прашање откако Советот за безбедност на Обединетите нации ја изгласа резолуцијата за бомбардирање на Либија, што е следно? Уште едно прашање. Дали е предоцна? Ако погледнеме назад, при крајот на февруари, погледнете ги зелените градови. Тие се под контрола на опозицијата. Сега, откако силите на Гадафи нападнаа, обидувајќи се да ја совладаат опозицијата, можете да видите дека режимот на владата ја презема контролата на поголемиот број витални градови покрај северниот брег. Опозицијата е се уште стационирана овде, на источниот. Сега погледнете всушност што значи зона на забранети летови. Од каде ќе додат првите напади? Ако се напаѓа со крстосувачки ракети, ќе се напаѓа од војните бродови на САД кои веќе се наоѓаат во Медитеранот, како и од НАТО базите. Зона на забранети летови може да биде воведена и во Италија. Администрацијата решително истакна дека сака да се вклучат и арапските земји. Египет има воздушни сили исто како и Обединетите арапски емирати и Катар. Причината за неголемата загриженост и за предпазливоста на секретарот за одбрана на САД Гейтс е што смета дека треба да се изместат сите војни сили од Либија и да им се оневозможи да летаат. Можеби треба да се направат кратери на пистите, што барем привремено ќе ги оневозможи тие летови. Но проблемот во раните часови во зоната на забраните летови ќе бидат значајните проектили копно-воздух на Гадафи, кои што се лоцирани овде, на стратегискиот пограничен северен брег. Овие виолитови кругови ги означуваат проектилите копно-воздух со голем дострел. Помалите кругови се повеќе локализирани околу големите градови. Секретарот Гейтс и другите предупредуваат дека доколку се воведе зона на забраните летови во раните часови, овие места ќе бидат најризични за пилотите. Значи да сублимираме, доколку има напади во раните часови, тие ќе бидат токму овде. Копнените проектили од противвоздушните бази, како и северните воздушни граници кои се користеа во нападите против бунтовниците.